Здраво! Јас сум Марија Мајсторовска-Спирковска, а ова е патот до извозот во 20 чекори. Добре дојдовте во првиот веб курс на македонски јазик, наменет за извозници почетници и оние кои размислуваат да отпочнат со извоз. Овој курс е дел од прекограничниот проект наречен Трговија без граници, кој ви овозможува брз и едноставен пристап да одговорите на клучните прашања поврзани со извозните активности на вашата компанија. За ова им благодариме на Предприемачкиот информативен центар за развој на мали и средни предпријатија од пограничниот регион на Битола и на неговите грчки партнери, кои што овој проект го реализираат со финансиска поддршка на Европската Унија. Имате можност да стекнете знаења и да добиете смерници за 20 клучни аспекти на извозниот процес преку излагањата на моите колеги кои се стручни и искусни во различните извозни фази, како што се планирањето, подготовките, преговарањето, реализацијата и наплатата. Со оваа лекција, вие ќе направите чекор напред кон препознавањето на вашите можности за извоз и кон совладувањето на предизвиците кои ве очекуваат. Ве препуштам на советите на мојот колега Драган Илиевски, кој има долгогодишно искуство во препознавањето на извозните можности и предизвици. Добре дојдовте во пат до извозот во 20 чекори. Моето име е Драган Илиевски, во денешната лекција ќе изборувам за можности и предизвици за извоз. Европскиот пазар е најтаргетираниот пазар во светот. Не случајно е целен пазар на сите извозно ориентирани економии од светот. Доволно да се погледнат бројките па да ни стане јасно зошто е тоа така. Например, за 2012 година Европската Унија имала комбиниран бруто домашен производ од 16.073 трилиони долари, што изнесува од 11.300 до 69.800 евра бруто домашен производ по глава на жител во просек. Тогаш е јасно зошто велиме дека тоа е потрошачки пазар со јака куповна моќ. Но истовремено, на европскиот пазар дневно оперираат и повеќе од 280.000 фирми кои произведуваат маса на производи и услуги за глобалниот пазар, кој постојано расте. Тој раст се должи делумно и на зголемената побарувачка од страна на брзо растечките економии во светот како што се Кина и Индија. Каква е македонската реалност во овие услови? Ние сме релативно мала економија во европски рамки со минијатурен бруто домашен производ. Постоен трговски дефицит кој изнесува повеќе од 2 милијарди долари. Ограничен локален пазар и мноштво на фирми кои оперираат на домашниот пазар и не ни помислуваат да отпочнат со извозен бизнис. Зошто е тоа така? Дали извозот се гледа како недоволно атрактивна можност или пак предизвиците при извозот се преголеми за сопствениците и менаџерите на македонските фирми? Како предизвиците да ги претвориме во можности? Целта на оваа лекција е да се обидеме да одговориме на овие прашања. На крајот на оваа лекција, вие ќе бидете спремни да препознаете дали извозот за вас е можност и кои се вистинските предизвици при извозот. Се разбира дека извозот представува вистинска можност за зголемување на приходите на секоја сериозна компанија, без оглед на нејзината големина. Тоа е посебно важно кај малите и средни предпријатија кои добро оперираат на домашниот пазар. Развојно гледано, извозот бара релативно помало ниво на инвестиција од другите модели за меѓународна експанзија, како например директна странска инвестиција. Но како што може да се очекува, помалата инвестиција и понискиот ризик резултираат со подолг рок на враќање на инвестицијата. Со други зборови, можеби повратот на инвестицијата преку извозот не е спектакуларен, но не е ни ризикот. Значи вреди да се обидете. Правило е дека секоја компанија која на домашниот пазар има стандардно добар и баран производ е потенцијално добар извозник. Бараниот производ од друга страна е еден од главните предуслови за извоз. Тоа е веќе можност. И она што секој собственик или менаџер на таа компанија следно треба да го направи е да се фокусира цврсто кон желбата за извоз, одбирајќи својата причина или причини за извоз кои ги има многу. Првата причина е секако да се заработи странска валута и да се профитира. Се чини дека компаниите кои ги извезуваат своите стоки се попочитувани од нивните конкурентски домашни компании. Трето, слободната размена на идеи и запознавањето со култури отвара безгранични деловни трговски можности за компанијата. Четврто, кога некој почнува да ги посетува своите купувачи на кои ќе им ги продава своите стоки, нему му се отвара можност да отпочне со барање нови купувачи, наоѓање најнови технолошки решенија или запознавање со добавувачи во странските земји.
Петто, извезувајќи производи, извозникот истовремено се обезбедува од повремениот недостаток на побарувачка за сезонски производи. На крај, меѓународната трговија го прави извозникот поконкурентен и помалку ранлив на пазарните ризици, бидејќи извозникот може да има пазарен бум во еден сектор, додека истовремено преживува пад во друг сектор. И сега, кога секоја компанија препозна својата причина за извоз, кога собствениците и менаџерите на компаниите донеле одлука нивната компанија да биде извозно ориентирана, време е да се соочите со вистинските предизвици. Предизвик број 1, зголемени трошоци. На прашањето кој е предизвик број 1 во извозот, многу од компаниите ќе одговорат. Зголемени трошоци врзани со транспорт на стока до одредено место во целната земја, и тоа заради редовни испораки кои често се помали од вообичаено, далечина, природа на стоката, потреба од различни транспортни средства, граници, увозни дозволи, такси и слично. Но дали е стварно така? Сите ние сме сведоци на присуството на производи од увоз, кои на пазарот се нудат по исти или дури и пониски цени од домашните. Турски зеленчук, германска чоколада, босанско млеко и слично. Сега претпоставете од каде доаѓаат, колку граници поминуваат, а сепак успеваат да се изборат за место на пазарот. Бидете сигурни дека тие го решиле својот предизвик како што е зголемен трошок за транспорт. Убедени сме дека и вие можете да смислите пригодни решенија за зголемените трошоци за транспорт. Например, обезбедување повратни тури за транспортерот, користење на збирен транспорт, користење помали адекватни транспортни средства или железница. Дури и воспоставување партнерски однос со транспортерот со цел намалување на трошоците. Веројатно постојат уште многу други решенија, затоа што секој извоз е приказна за себе. Но замислете само, кој ќе го најде вистинското решение, веќе има значајна предност пред конкурентите. Дали сега мислите дека транспортот е предизвик или можност? Предизвик број 2. Маркетинг. Многу од компаниите го посочуваат токму маркетинг како следен предизвик. Поради недоволно познавање на странските пазари, начинот на одржување врски со потенцијалните купувачи, промоција на извозните производи, самото презентирање на компанијата и слично. Но дали ова баш мора да биде толков предизвик? Во секој случај е предизвик, но избор на решение постои, ваше е само да се одлучите. Дали ќе користите стручна помош од Агенцијата за промоција на извозот на Република Македонија? Дали, например, ќе користите служби од стопанските комори на Република Македонија за поддршка на извозот? Или ќе ангажирате маркетинг агенција преку користење на интернет и социјални мрежи, партнерство со локален дистрибутер кој веќе има развиена мрежа со купувачите, користење на самиот производ за комуникација и представување, центар за јавување со бесплатен телефонски број и слично. Значи, решението не мора да е скапо. Важно е планираниот ефект да биде постигнат. Предизвик број 3. Човечки ресурси. Следниот предизвик според одговорите на компаниите е недостаток на работна сила, или поточно недостаток на квалификувана работна сила, или пак недостаток на персонал со одредени вештини, кој треба да произведе производ или услуга со одреден квалитет наменет за извоз. Да, сметаме дека ова е предизвик за кој вреди да се размисли. Но сепак решенија постојат. Ние ви нудиме неколку од нив. На прво место тоа е користење на аутсорс услуги секаде каде тоа е можно, како наједноставно решение. Тоа значи дека вие не мора во вашата компанија да имате вработено персонал за секоја операција. Постојат голем број на мали фирми, консултанти и фриленсери кои тоа ќе го завршат за вас без проблем, со должна грижа и одговорност за одредена надокнада. Освен тоа, вие можете да регрутирате кадри од образовните институции, да регрутирате кадри од сродни домашни фирми, да организирате индор обуки за дефицитарните работни места и слично. Може би процесот е долготраен, но вреди да се потрудите, зарем не? Предизвик број 4. Финансирање. Некои од компаниите ќе го споменат и финансирањето како предизвик, со образложение дека дополнителни средства ќе им бидат потребни за проширување на капацитетите, за набавка на суровини, репроматеријали и слично. Но веќе претходно објаснивме дека добар извозник може да биде фирма која е добар оператор на домашен пазар. Таквите фирми редовно се следат од банките и не е никаков проблем да се обезбеди работен капитал како поддршка на извозниот бизнис. Посебно ако тој бизнис е заснова на солидни договори и изработени бизнис планови. Повеќе за оваа тема побарајте во нашата лекција Финансирање на извоз. Покрај овие 4 веруваме дека постојат и други предизвици. Но факт е дека во моментот кога една компанија ќе тргне во извоз и еднаш ги реши своите предизвици, станува искусна и тие предизвици од недостатоци ги претвара во можности за подобрување. Со самото тоа таа компанија во компаративна предност пред својата конкуренција и незиниот успех е на побиток. Се надеваме дека и вие ќе се изборите со вашите предизвици
дека вашата компанија ќе биде уште една извозна успешна приказна со извозот како приоритет. Затоа што без сомнеш, во ерата на глобализација и либерализација, извоз останува еден од најголемите приоритети во нашата земја. Од година во година владата промовира се повеќе поттикнувачки мерки и програми за да го поттикне извозот од Македонија, и тоа на начин што ја поддржува иновативноста, примената на меѓународните стандарди, пристапот до странски пазари, различни облици на joint venture и други типови на соработка. Зарем и ова не е една можност за вас како компанија која сериозно размислува да се ориентира кон извоз? Сите сме сведоци дека нашата локална економија и достапните странски пазари отварат конкретни можности за мали и средни предпријатија, кои не се плашат да превземат извозна иницијатива, дури и кога постои мал вкалкулиран риск. Креативноста во совладување на предизвиците и обезбедувањето на ресурси доаѓа само по себе кога имате јасно зацртана цел пред вас. Од денешната лекција вие сте спремни да препознаете што е можност, а што предизвик во извозот. Како предизвиците да ги претворите во можност и тоа да го искористите како предност во извозот и при тоа да го заземете вашето место на извозните пазари пред вашата конкуренција. Ви посакуваме успех.